Од понеделник почнува Великденскиот пост, кој трае 48 дена, од прочка до Великден. Денот по прочка е чист понеделник, кога почнува големиот Великденски пост. Великденскиот пост е најдолгата и најстрогата форма на постење, а постот значи воздржување телесно и духовно. Постот е потреба и за телесното и за духовното здравје. И најважно, постот не е само воздржување и одрекување од храна, туку е важен и духовниот пост, одрекувањето и воздржувањето од секое зло и грев. Во тие денови треба да се воздржиме од лоши мисли, зборови и дела, да се покаеме и да се исповедаме, духовно да се зајакнеме и да се збогатиме, да правиме добри дела и да покажеме љубов кон Бога и кон луѓето. Нашите верници треба да знаат дека всушност постот треба да биде практикуван не само со воздржување од мрсна храна, туку всушност тој има и духовна димензија, односно верниците наши кога постат, покрај тоа што не треба да употребуваат мрсна храна, тие треба да бидат поактивни во духовниот живот. Во која смисла? Да ги постуваат повеќе богослуженијата, да читаат дома повеќе од Библијата и друга духовна литература и во целост да бидат посветени на сите нивни постапки, да не се караат со ближните, да внимаваат, да не речам, на секој збор што ќе го искажат, да се види дека навистина тие се во еден посебен период богоугоден кој што го живеат. Поред свештениците, правилниот пост е од понеделник до петок да се готви без масло, а сабота и недела со масло. Додека пак рибата е дозволена да се јаде 2 пати во текот на постот, за цветници и за благовец. Но свештениците препорачуваат овој пост да се практикува првата и последната недела, а во останатите недели пост без масло да се практикува понеделник, среда и петок. Доколку несвесно го прекршите постот, црквата препорачува да продолжите да постите. За верниците би препорачал овие пости што ќе ги постат во целост, првата и последната недела барем нека ги постат без масло од понеделник до петок, сабота, недела нека конзумираат масло. Следните недели кои што се втората, третата, четвртата, петата и шестата, барем понеделник, среда и петок нека ги постат без масло, вторник и четврток масло. Доколку не можат да се воздржат од употреба на риба, тогаш рибата нека ја конзумираат единствено во сабота и недела, кога самата црква веќе дозволува јадење на масло. Во Великденскиот пост постојат и така наречени тримери, односно првите 3 дена не се јаде ништо и не се пие вода. Од храмот Свети Климент Охридски велат дека во секој храм има барем по 10 верници, кои ги почитуваат тримерите. Во Великденскиот пост не се прават свадби, ниту се дозволува венчавање.